Јас апсолутно сметам дека е оправдано поднесувањето на овој амандман, затоа што депонијата таму не е од вчера, не е ниту од пред 5 години. Таа депонија таму виси со децении. Се слагам дека е потребен подолг ангажман, но ќе ве потсетам дека овој центар за рециклирање на отпад се најавува од 2010 година. Тоаш не била левица на власт, била токму вашата партија колешки на власт. Од 2010 до 2016 сте имале добри 6 години да го отворите овој центар и не сте го отворили овој центар за рециклирање отпад. Затоа и тоа како имаме право да имаме сомнежи дека ќе поминат уште 6 години пред конечно југозападниот плански регион да добие еден современ центар за рециклирање на отпад. Мене меѓу другото исто ми се контрадикторни изјавите на градоначалникот на Охрид Пецаков, кој еве ако не сте во тек ќе ви известам дека во 2020 година известуваше и дека очекува за 4 до 5 години конечно да биде завршен центарот за рециклирање на отпад. За сега повторно пред нецели 3 недели, значи ноември 2024 година, повторно градоначалникот Пецаков да дава изјава дека очекува за 4 или 5 години да биде изграден центарот за југозападниот плански регион. Запознаена сум дека тие средства се обезбедени од ЕБР, мислам дека ги обезбеди и претходната влада, но со темпото со кои 3 децении овие две партии ја водат оваа држава и тоа како имаме право да имаме сомнежи дека конечно ќе биде дислоцирана оваа дива депонија во Охрид. И за крај, јас не знам што ве спречува, ако вие не сте биле централна власт, што го спречува вашиот градоначалник да воведе примарна селекција на отпад, што е под надлежност на локалната самоуправа, ете по примерот на општина Прилеп, за да за барем малце да се минимизира проблемот со отпадот кој и тоа како ја претвори цела Македонија во една депонија.